сите сензационални откритија ќе презентираме во вечерашнава емисија и би сакал да одиме малку ретроспективно, онака хронолошки, како почнуваа, како следуваа и течеа настаните. Интересен е периодот на осамостојувањето на Република Македонија, 90-та, 91-та година, тогаш кога се кршеа копијата, ќе биде или нема да ја биде Југословенската федерација, кој пат Македонија да го одбере, дали патот кој што го заговараше Слободан Милошевиќ, патот кој што го заговараше Фрањо Туџман, или требаше да избере поинаква патека по која што неутрално ќе треба да се движи, но во внатрешно политички рамки во Македонија односите беа на релација десница-левица, бивши комунисти, тогаш се уште актуелни комунисти и оние кои што гниеле по затворите за време на удбашкиот режим во поранешна Југославија, односно тогашната и се уште актуелната ВМРО ДПМНЕ. Кои беа позициите на овие две политички структури во Македонија? Кој беше грбот, кој што нив ги туркаше онака или вака да ги буткаат работите, за да се истера таа политичка комбинација и тој политички проект во тоа време? Познато е на јавноста дека со растурењето на тие комунистички системи, како што условно ги нарекува, отпочна тој процес на плурализам и создавање на повеќе партиски систем. Таа појава не ја одмине и нашата држава и сега сите вие знаете со тие процеси кога почна на растурење на поранешна федеративна заедница, требаше да се фати да се осмисли тој пат, по кој пат ќе тргне и Македонија. И сега тука, како што кажав, тие мои истражувања што ги правев долго време во Македонија, например, се пласираше една голема измама во однос на улогата и позицијата, да кажеме, на Киро Глигоров, бидејќи тој беше во тоа време и долги години некаде до атентатот доминантен центар на моќ во нашата држава, се вртеше околу него. И јас во овој дел, да кажеме, тие мои истражувања кажуваат дека не било баш така како што се пласирало на јавноста. Или да бидам уже поконкретен, најпрвин моите сознанија и моите документи што јас ги прибавив со тие мои истражувања, кажуваат дека Киро Глигоров всушност најпрвин е делегиран човек од Белград и доаѓа тука најпрвин да го спречи создавањето на независна македонска држава во тие турбулентни времиња во 90-та година. И во тоа време он доаѓа како делегиран човек со конципиран план од таа сојузна удба, што ја кажуваат, или по-конкретно српската удба, бидејќи тие мои истражувања кажуваат дека Киро Глигоров е фактички нивен соработник од 46-та година, дури го видов и псевдонимот, го воделе под псевдоним Гавран. И значи он доаѓа сега тука тие преломни години 90-та година да проба да ја спречи таа независност, а со крајен случај Македонија да остане во некаква мини федерација со Србија и Црна Гора и Босна и Херцеговина. Но за жал, за негова жал, а за среќа на огромниот број македонски граѓани кои посакуваат создавањето на таа независна македонска држава, глобалните политички процеси не може да ја во прилог, или потоа кажано многите светски фактори кои што ја кројат судбините на тие ентитети наречени држави, во тој момент планира дека Југославија мора да се растори и да се создадат од поранешните републики да се создадат самостојни независни држави. Сега кога се види дека Македонија и покрај тоа што во прв момент не ја посакуваше таа независност, ќе мора да го прифати тој пат на создавање независна држава, тогаш неговите налогодавци од Белград одеа на варијанта да се состави на структура тука кој што ќе може да ги контролираат процесите и во услови на постоење на таа независна македонска држава. И денеска Македонија можеби е уникатен пример на таа меѓународна политичка сцена, кога што својата независност ја стекна наспроти нејзината волја, бидејќи како што кажав, нашите вредни раководители не ја посакуваат таа независност и од кога видоа дека Југославија ќе се растори, дури тогаш Киро Глигоров, ако се сеќавате, така бомбастично извика во собранието, Македонија не е се што имаме, од кога се беше јасно. И значи во тие такви околности сега кога се создаде таа независна македонска држава, требаше да се направи една структура преку која ќе се контролираат тие процеси. Инаку не е тајна, покрај Киро Глигоров и вредните раководители во тоа време се под директна контрола на разузнавачки структури од Белград и на една моќна источноевропска служба и преку нив ги контролира тие процеси тука во Југославија и фактички во првите години на самостојувањето Македонија ќе нема самостојна служба за државна безбедност, но ќе биде под директна контрола ќе функционира како некаква централа, исторен центар на централата од Белград. И по нивни насоки ќе ги води работите во државата. Инаку
во тоа време вие се сеќавате со независноста на државата ќе се искраснати првите проблеми со Грција, со името, знамето. И во тоа време исто така тогашниот наш председател се дали повеќе, јас мислам дека повеќе смислено ќе ги влече потезите кои што ќе одат директно на наша штета во сите тие преговори со грчкиот сосед. И за жал, наместо да конципираме една служба за државна безбедност која што ќе биде на услуга на државата и на чија основа, на чија извештаи ќе се градат надворешно политичките проценки и одлуки, бидејќи не е тајна во светот сите нормални и сериозни држави, сите вие политички водства во светот своите активности во светот ги градат врз база на извештаи на своите разузнавачки служби, бидејќи кој ги има информациите може да ги конципира и своите процеси. Значи постои една симбиоза на државното раководство и службите за држава безбедност. Но за жал во Македонија не се направи една професионална служба на која што ќе биде на услуга на државата, туку Киро Глигоров откога ги направи тие брзопотезни потези за да ја затврси власта. Се сеќавате формира наменска експертска влада која што беше од краток век само за да парира на неможноста ВМРО ДПМН да даде свој премиер, тогаш како неискусна партија, значи во тој прв период ги изиграа, бидејќи таков беше договорот ВМРО ДПМН да има премиер. И се беше во насока да ја затврси својата моќ и од која затврси својата моќ сега дојде на ред да се стави под директна контрола службата за државна безбедност. Тогаш веќе во тие услови Киро Глигоров на релативно лесен начин го изведе, постави свој човек, прв човек на службата. И сега наместо таа служба да, како што кажав, да биде во интерес на државата, на државните интереси, беше целосно конципирана да ги гони и следи своите политички противници. А во тоа време се сеќавате без разлика што постоја повеќе партии, главен непријател беше ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија. И дури се одеше и сега овие денови што излезува афера со преслушувањето и во право се кога излегуваат представници од ВМРО ДПМН кога викаат дека се најпреслушуваната и најследената партија во овие 15 на години. И тогаш сега веќе тоа се работи на тактика и техники. Ја тога можам само уште да нафрлам уште некои елементи. ВМРО ДПМН се заведе една акција во служба за државна безбедност под псевдоним Дувло, кој што требаше да има поцелосна контрола ВМРО ДПМН. Таму некаде во централното градско подрачје хотел турист, една од собите што гледа према седишното на ВМРО ДПМН беа поставени камери кои што го има поцелосна контрола влезот со цел да се следи движењето и од тие луѓе после да се селектираат соработници кои што ќе бидат нафрлувани на таа условно кажано безбедносно интересна средина наречена ВМРО ДПМН. И службата толку мајсторски ја изигра улогата, дури во тоа време успеа да врбуваат 20 луѓе од извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кои што може би сега за жал и ден денеска се пак се во ВМРО ДПМН. Кога зборуваме за високите македонски политички личности изминативе 15 на години, разноразни приказни се плетат, почнувајќи од шеф на држава, премиер, поранешен, сегашен, иден, не дај Боже што се вели, министри, председатели на политички партии, кои биле врбувани, поттикнувани, финансирани од разноразни источноевропски западни служби, кои пред се имале цел постигнување на одредени стратешки интереси за собствените држави. Македонија е јаболко на раздорот, тоа историчарите многу пати досега го потврдиле, и ниту еден од соседите арно не е мислил низ неколку вековната историја, барем во еден ваков облик во кој што живееме денес. И ако во нашево современие клучните политички личности се праќани од ова или онаа централа, според вашите сознанија, бидејќи работевте речиси деценија и нешто во Министерството за внатрешни работи, постојат ли честни и неизврбувани политички личности на видни позиции, кои што не си ја продале душата или задникот, како што многуми не сакаат да речат, се за цел да се биде честен, искрен патриот кој ќе служи на државата Република Македонија? Па ја пред конкретно да ја одговорам на ова прашање, само да се наврзам на ова што рековте дека Македонија од секогаш била интересна за соседите и за